Здраво на сите. Стандардно нешто по 18 часот, Сидел телевизија, значи време е за листа за 300 квиз на знаење и надводрување кој што може да го гледате само на оваа телевизија. Да не должам повеќе, треба да ги повикам сега над преварувачите кои што денеска ќе не забавуваат во следните 30 на 40 минути. Прво ќе ги повикам победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини, тоа се Горанчо и Филип. Повелете. Горанчо, здраво. Филип, здраво. Може вака да си дојдете под намам. Така, супер сте. Како сме денеска? Одлично. Малце разочарани, верувам, од малиот кикс што го имавме во минатата емисија. Но тоа е што е, се надам дека пехчевчани нема да ни замерат, нема да се лутат, ќе видиме, да. Тоа е, се случуваат киксови, лапсузи, но тоа е што е. За денеска дали сме подготвени? Да. Имаме нова шанса, но имаме и нови противници, што значи нови две лицитации. Ке треба барем во една да бидеме успешни, нели, пенали, ако сакаме, или двете. Како и да е, времето ќе покаже. Во секој случај, добри надпреварувачи, убаво се поминуваме. Имате запишано победа зад вас. За жал е, пак ќе кажам, кога требаше парите да ги земеме, ќе утнапме се гледа победата. Да. Повеќе среќа денеска. Како домакини, се надеваме дека повеќе среќа ќе имаме. Да. Домакини, повелете во домакинската кабина. А да си продолжиме понатаму, мораме да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. Во таа улога денеска се Мирче и Кети. Повелете. Господи Мирче, здраво. Браво. Мадам Кети, здраво. Повелете малце понапред, можете тука да си дојдете. Така, супер, не бегете од мене, не се плашете. Како сте? Добро. Да се запознаеме малце подобро. Јас знам дека публиката ве има запознаено и во брза кујна, ако не се лажам, но сега и мојата публика. Мирче, да, уствари, извини, ќе дам на дамата предност, да видам, да не видам Балкан Бонтон, секогаш тоа викам, балкански Бонтон, прво мажот на крајот. Дамите имаат предност? Да, дамите имаат предност. Кети, да те запознаеме. Која си, што си, од каде доаѓаш? Од Скопје, аеродром. О, аеродромци сме, супер. И јас сум аеродромец. Да, децата, мислам дека се знаете. Да, супер. После тама ќе ми кажеш кои ти се деца. Да, одлично. Баш ми е Ќе мило. ги поздравиме. Ајде да ги поздравиме одма, зашто да не? Да. Како се вика? Атанас и Ивана. Атанас и Ивана, голем поздрав до Атанас. И с нами Елена. И снаата Елена, голем поздрав до сите нив, супер навива денеска. Да. Пензионер, работе во МВР. Тоа е тоа. Супер, бенефициран пензионер, најубаво. Имав и вчера, завчера. Исто, колега бивши, тој веќе имamo пензија. Супер. Како го поминаш времето? Интересно во пензија? Интересно е. Да, поише патувам. Супер. Некоја занимација, хоби, дали имаш во слободно време или да не најде некоја друга работа за да печелиш плюс? Не. Па добро, идам повеќе некако статист на филмови, серии. Браво! Да. Одлично ги. Да, одлично. Ке се видиме може пак на некоја следна прилика. Супер, баш ми е мило. Мирче? Некој избор за тебе? Да, вработев во општина Карпаш. Висок 2 метра. Метри 90. Бивши ракометар. Намерно ме наместија вака на дистанца, да не се гледа, иначе еве, видете разликата. Да. Реалната слика која е. Поздрав до моите... Бивши ракометарече, каде имаш играно уче? Па, почнав во работнички, после Вардар заврши. Супер. Да, мислам генерациите во бившата Југославија. Така бев и мајски репрезентативец за Југославија на тоа време. Супер. Но со времето Така, остана во допир со ракометот или... Имаше трансфери да заминам за Базел, за Швајцарија, но тоа време моите родители, кога дојда менаџерите, викаат надежен треба да иде. Моите родители вика, мајка ми потоа вика, јас немам деца за давање. Да, и почка животот тогаш другачи беше многу тука. подруги, така да останавме тука. Да, знам и за други вакви приказни каде што Да, тоа иначе да ги поздравам овите, сите колеги од општина Карпаш. Голем поздрав и од мене. Да. Фамилијата дома, сопругата Јасмина, синовите Филип и Иван, снаата Наташа, Дарин внукот, и сите што ме знаат и познаваат. Супер, богати сте и двајцата, имате кого да поздравите доста луѓе, супер, баш ми е мило.
Дали сме денеска расположени за игра? Прв пат сте во ваков квиз? Да, прв пат. Трема дали имаме нешто така? Нема трема, само Ја добро имам. го научиме, да знам. Мирче, нема, ке ти има, заборави на тремата. Ке види сега влезеш внатре, со затварање на вратата чуне работа како и тремата си оди, ке видиш. Со среќа во продолжение. Ала. Сконцентрирајте се на темите, мислете само на тоа посебно за Кети важи. Ке ги изгураме следните пола сат, тижа да не се секирате. Со среќа, паше предизвикувачката кабина повелете. Горанче и Филип, односно Мирче и Кети се во нивните надпреварувачки кабини. Ајде сега сите заедно да ги провериме дали си работат како што треба, за да си продолжиме понатаму без никакви проблеми. Ке ве замолам да исклучиме кабината прво на домакините, односно на Горанче и на Филип. Мирче и Кети, дали се слушаме? Да. Да, добро, удобно е. Супер. Таман. Така, вие леко, сега ќе заборавиме на се. Уште еднаш да се повторам. Ако имаме некаков технички проблем, дали грчи микрофонот, дали тотално не ме слушате, дали ви е прегласно, да ми кажете за да го анулирам истиот, да ви биде комотно, да можете да размислувате и сега ако нешто не ви е јасно, не сте ме слушнале добро, се двумите дали тоа сум го кажал или не, да ме прашате. Сме имале премногу грешки од недоразбирање со нашите надпреварувачи, па да не се случи тоа. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме домакините. Горанче и Филип, што прават? Добри ли сте? Да, да. Во домакинети, добро ви ја гледам таму. Расположени сме за игра? Може да почнеме? Готово, на вас чекав, добро се слуша, се немаме никаков проблем. Во ред. Ете, драги гледачи, се е во ред со нашите кабини. На сето тоа добивме и потврден одговор дека може да стартуваме од нашите домакини, односно од Горанче и Филипа. Мора да ги послушаме. Време е да започнеме со листа за 300. Започнуваме со првата лицитација, а темата за истата гласи. Машки имиња без буквата А. Бараме машки имиња во кои не се содржи воопшто буквата А како Атанас и кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Горанче Филип, дали не е јасна темата? Одлично. Мирче Кети, дали не е јасна темата? Супер. При првата лицитација, први со надавање, започнувате ковните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Мирче и на Кети. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мирче и Кети, кога имате понуда, споделите со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. И 2. 22. 24. 24. И 5. Едно повеќе, 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. Ај, нека одговара. Да одговарат. Ајде да видиме Мирче и Кети. Имаме 28 празни полиња. Не се премногу, но реално не се ни премалку. Што значи ни треба 28 имиња кои што не ја содржат буквата А, ако сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Мирче. Мирче. Како ти се поводи? Стево. Така е, точен одговор. Стево. Така е. Јовче. Јовче. Така е. Јонче. Јомче. Точен одговор. Климе. Климе. Така е. Сречко. Сречко. Среќко. Дали Реќ. се... Така, Ќ. Среќко. Така. Сега морам да ве прашам така, затоа што кога имам имиња и една буква можам многу да значи, па затоа. Среќко, точен, шести одговор, ние направиме малак на Сречко, нема веза од премногу зборење. Точен е одговорот, така е проверен со Ќ, не се секирайте. Гоце.
Гоце? Гоце, да. Така е. Томе. Томе. Така е. Тодор, Тодор. Така е. Јоне. Јоне. Така е. Боби. 98 бивало Јоне во Македонија. Ми изненади. Како извини? Боби. Боби. Така е, точен одговор. Борјан, Боријан. Оријан. Мирче, Мирче. Зашто брзаме? Направивме кикс лапсус од брзање, што ќе не кошта сега еден поен. За жал. Оф, леле, да беше во консултација, жал ми е. Да бевме кај парите, ќе направив нешто да измокнеме работата, да извадиме од оваа ситуација, но вака сега ми е многу жал. Првиот поен им го поклонуваме на нашите противници, на добар пат бевме да го освоиме, но тоа е што е. Сконцентрирано, мој совет е во продолжение да бидете внимателни, консултирајте се меѓу себе, не брзајте, чим не ме притискам јас дека треба да одговорите побрзо, не се замарајте со тоа. Ништо не е готово, имаме уште една лицитација, не се разочарувајте, со среќа во продолжение. Горанче Филип, одлично одиграно, докажана стратегија, имате до сега освоено неколку поени на овој начин. Мачки ми е добро им тргна, морам и на вас да ви кажам, но ете, ви се насмев на среќата и честито за поедот. Мачки имиња без буквата А. Ги имаме, ќе прочитам дел, ги има доста, меѓу тие се и Беким, Борис, Борче го кажавме, Боро, Бојко, Велко, Виктор, Војо, Геле, Гене, Гојко, Димо, Диме, Денко, Душко, Добри, Ѓорги, Ѓоре, Ѓорче, Ефрем, Енис, потоа Киро, Круме, Кирил, Љубиша, Љупчо, Мицко, Митре, Мишко, Мирче го кажавме, Мирко, Митко, Николче, Нико, Никодим, Симон, Сокол, Столе, Тодор, Тони, Филип и така натамо. И ти се паднеш, мајоче. Ау, сум кажав и Љубиша, Љубиша, опа, да. ете и мене ми се врати. И ти падна. Кармата. И Љубиша има, сум напишал грешен одговор тука во мојот список и ќе ми извините поради тоа. Ама затоа Љубо може да го играме, ако ништо друго. А сега време е да продолжиме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи. Најдобри градови за работа и живење според Forbes. Извор, сајтот на Forbes. Ги барам имињата на 100 најдобри градови за живење и работа од целиот свет. На листата се навистина оние најпознатите и најбогатите градови на која нема ниту еден град од поранешна Југославија. Мој предлог е и помош можам да ви ја дадам е да одите на сигурност, значи не рискирајте со оние мали градчиња. На оваа листа се наоѓаат дури 24 града од Соединетите Американски држави. А сега, знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Мирче и Кети. Ќе ве замолам повторно да исклучиме кабината на Горачи и на Филип, а Мирче и Кети, кога ќе имаме понуда, споделете. 10. 10. 10. 15. 15. 16. 16. 20. 20. 23. 23. И 4. Едно повеќе 24. 25. 25. И 6. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Ај, нека одговарат. Пак да одговара да видиме. Денеска на добар одмор сте дојдени. Ајде, ја чуваме ако случајно излезе работата да имаме за парите когас. Но бидете внимателни, може сега им оставаме шанса да играме и пенали, нели?
доколку бидат успешни. Мирче и Кети, повторно треба вие да одговарате, како што реков, ми ги бараме 100 најдобри градови за работа и живење според Forbes. Ви прочитавте колку работи, ви дадов нека одредена помош, водете се според тоа и да видиме до каде ќе стигнеме. 31 поле, пак ќе кажам, не се премногу надавања, не се ниту малку, доволно за да се направи грешка. Консултации меѓу себе, кога ќе бидете подготвени, започнете. Лондон. Лондон. Така е. Париз. Париз. Така е. Стокхолм. Стокхолм. Точно. Базел. Базел. Чекай да видиме Базел сега. Чек. Пак. Базел сигурно е убаво градче, но премногу е мало за да се наоѓа на овие, како што реков, не играте со мали градчиња. Ги бараме покрај тоа што се најдобри за живење и за работа, нели што ги нушаат градови за работа и за живење. Најмногу на оваа листа се оние големи градови. Убаво почнавте со Лондон, со Париз, со Стокхолм, но Базел е премногу малечок за да се најде на оваа листа, барем според оние параметри кои што ги бара Forbes. О, Мирче и Кети, неискуството си го направи своето сега. Се надевам дека ова нема да ве одврати за виднина повторно да дојдете, баш според мене треба да дојдете, дека сега неискуството, тремата, што кажа, возбудата си го направи своето. Наредното доаѓање веќе подруга ќе биде и приказната и сликата, полесно ќе се наоѓаме со темите, полесна ќе биде комуникацијата меѓу нас, меѓу вас во оваа ситуација. Не се, како да кажам, разочарувајте, обесхрабрувајте, ве чекам повторно да се дружиме во листа за 300. Горанче Филип, се одморивте убаво, успеавме да ги добиеме и двете лицитации на овој начин, браво за вас. Јас сега да ги прочитам оние најдобри градови за работа и живење според Forbes, нема да ги читам сите 100, затоа што многу се за читање, но ќе прочитам дел кои што ги имаме вака издвоено. Тука се Абу Даби, Амстердам, Атина, Барселона, Берлин, Бостон, Брисел, Будимпешта, Букурешт, Валенсија, Варшава, Вашингтон, Виена, Далас, Денвер, Дубај, Истанбул, Копенхаген, Лас Вегас, Ливерпул, Лисабон, Лондон, Лос Анџелес, Мадрид, Мајами, Манчестер, Милано, Минхен, Монтреал, Њу Јорк, Осака, Осло, Париз, Пекинг, Прага, Рим, потоа ги имаме Сеул, Сиднеј, Токио, Торонто, Франкфурт, Хонконг, Цирих, Чикаго, Шангај и така натаму. Сега, драги гледачи, знаете дека следува оној дел кога го тестираме вашето знаење преку пеналите. Горанче Филип и Мирче и Кети ќе изиграат една ревијална партија пенали, која што нема никако да влијае на резултатот, чисто за да го тестираме да можете вие самите да си го тестирате вашето знаење дома. А темата за денешните пенали гласи: македонски амбасади во Европа. Извор Министерството за надворешни работи. Бараме имиња на европски држави во кои нашата држава има своја амбасада и свој амбасадор. Не се признаваат држави во кои имаме само конзуларни представништва или само почесни амбасадори. Можам слободно да ви кажам дека 32 земји, во 32 земји имаме наши амбасади. Не конзуларни, како што рековме, представништва или пак почесни амбасадори, баш амбасади. Правиме муабет за во Европа, бидете сконцентрирани на земјите во Европа. Знаете, драги гледачи, дека први на пенали одговараат тековните предизвикувачи, односно тоа се Мирче и Кети. Уште еднаш ќе повторам. Играта и резултатот од денешните пенали нема да влие на севкупниот резултат. Луѓето кои што ќе ги видиме денеска тука на главната сцена подоцна ќе бидат Горанчо и Филип. А сега да започнеме со пеналите. Мирче и Кети, кога ќе имаме одговор, да го споделиме со нас. Србија. Србија. Така е. Бугарија. Бугарија. Точно. Хрватска. Хрватска.
Така е. Романија. Романија. Така е. Словенија. Словенија. Така е. Германија. Германија. Германија е точен одговор. Америка има. Во Европа. За Европа Само ги во да. Европа. Шведска. Шведска. Шведска, точен одговор. Франција. Франција. Точно така. Швајцарија. Швајцарија. И Швајцарија е точен одговор. Холандија. Холандија. Така и Холандија е точен одговор. Албанија. Албанија. Точно така. Белгија. Белгија. Точно. Русија. Русија. Точен одговор. Унгарија. Унгарија. И Унгарија е точен одговор. Чешка. Чешка. Така е. Полска. Полска. Така е. Словачка. Словачка. Словенија. Или кажи? Кажа не Словенија, да. И Словачка е точен одговор. Австрија. Австрија. И Австрија е точен одговор. Така е. Италија. Италија. И Италија е точен одговор. Браво сеј. Тоа е Данска. 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 Ете кој ги прати меѓународните односи на Македонија со странство, со светот. Ми се допаѓа Данска, точен одговор. Мирче Кети. Романија. Романија ја кажав. Кажавме. Да. Англија, дали ја кажавме? Не, само ја играме другаче, некако Англија. Велика Британија. Така, или Обединето кралство. Обединето кралство е точен одговор. Шведска. Кажане. Кажаме? Да. Ајде, Грција. Грција. Грција, да. Грција е точен одговор. Така е. Турција. Турција. И Турција е точен одговор. Швајцарија. Швајцарија ја кажав. Украина. 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 И Украина е точен одговор.
Литванија. Литванија. Жал ми е, но во Литванија Македонија нема свое амбасадорско представништво, своја амбасада. Сега да видиме, ништо не е готово. Да видиме Горанче Филип како ќе одговори. Знам дека дури кога нема никакво влијание на резултатот, сакаме да победуваме. Не е се едно кога нели ќе промачиме, само да видиме. Горанче Филип, ваш одговор? Ајде, Шпанија. Шпанија. Да, Шпанија би бил точен одговор. Македонија има своја амбасада таму. Горанче Филип, со ова ја потврдивме за денеска победата само. Да не види соседа. Така, да. Дека да не биде соседење, баш моравме да ве размрдаме малце, па не може така сега како. Тама да ве загрееме, затоа што сега ќе треба да одговараме за парична награда. Честитки уште еднаш. Мирче и Кети, видовте како ете супер се боревме буквално сега до последно. Осетивме како е ете динамиката на целата игра. Да се вратиме уште поспремни во нареден пат во листа за 300. Фала ви што бевте учесници, што се пријавивте за храброст и за се. Ве чекам повторно да дојдете, повторно да се дружиме и наредниот пат и да освоиме некоја парична убава награда. За жал се морам да ви кажам чао. Фала. Горанче Филип, сега е време да ми се приклучите тука на главната сцена да видиме што ќе направите со темата од нашата листа, но пред да го направите тоа само да ги прочитам оние македонски, оние држави во Европа каде што Македонија има своји амбасади, ќе ги прочитам сите 32. Тука ги имаме: Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Белгија, Бугарија, Ватикан, Германија, Грција, Данска, Естонија, Израел, Италија, Косово, Норвешка, Обединето кралство, Полска, Романија, Русија, Словачка, Словенија, Србија, Турција, Украина, Унгарија, Франција, Холандија, Хрватска, Црна Гора, Чешка, Швајцарија, Шпанија и Шведска. А сега, како што реков, време е да ги повикам Горанче Филип да ми се придружа тука и да ги сочиме со темата од нашата листа. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Горанче Филип ми се придружија повтор пат тука на сцената. Знаете добро, драги гледачи, дека максималното учество во еден серијал е 5-1 по друго учество. Ова е второ учество за Горанче Филип и обезбедија веќе право и за трето учество. За жал, во првиот учество кој застана тука на главната сцена, првиот пат во листа за 300, не успеа да заминат со парична награда поради еден мал кикс. Денеска имаат шанса да го поправат киксот и секако да освојат и убава парична награда. Затоа, ајде да ги погледнеме. Горанче Филип, подготвени за денеска? Да. Консултирајте се меѓу себе да не направиме грешка, не мора да ги пукате одговорите одма. Пачи. Јазикот поврзан. Тоа е. Мислите. На брзина, да, побрзо биде јазикот од паметот, внимавајте. Нашата листа составена од 15 празни полиња кои што треба да ги спишеме со точни одговори доколку нели сакаме да освоиме максималната сума. По меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 9 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, слушајте добри вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема најпознати брендови на телевизори. Бараме називи на брендови, односно производители на телевизори од целиот свет. Тоа се во главном оние добро познатите, а најголемиот дел од нив можете да ги најдете и во нашите продавници. Па, кога ќе бидете подготвени, ајде сега, поболега, мислиме. Ајде, Samsung. Samsung е еден од најпродаваните брендови на телевизори, што го прави прв точен одговор за вас двајцата. Ајде, Philips. Philips. Од кај беше Philips марката? Знаем. Кали беше германска, австрийска? Се заборавил. Во секој случај една од поквалитетните марки, барем беше одамна не сум купил ништо Philips и точен одговор. Grundig. Не, бе, Grundig. От и Grundig, ајде. Grundig, ајде. Grundig. Тој Убаво би ме да зезат, морам да го кажем, одрезјаме се сега, сите телевизори се од Кина. Така и управо се. Кој рекол извини? Grundig. Grundig. Така. Grundig. Уште еден германски телевизор што се скалопува во Кина и 50 евра за Горанче Филип. Ајде да честитаме за да тргне работата. Дали одиме понатаму? Ајде да одиме понатаму сам сега. Вај да знаеме на што гледаме. LG.
Beko ima favorit. Če? Ajde, LG. LG. LG или LG, ma ne биде, сега не бим. LG исто така едно од попродаваните и поквалитетните телевизори, производители на производители кои што се скупуваат во Кина. Точен одговор четврти. Не можам да ми влезе тоа во глава и готово. Sony. 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 Ако сите оние што сакаме технологија, не Sony телевизор или екран да имаме. Точен одговор. 5 до сега уште и да ни фали за да си обезбедиме парична награда од 100 евра. Ајде, можете полабо, не мора тука да се потуши. Fuego, ajde, Fuego. Fuego. Ако не се лажам, Fuego може и јас дома да имам. Ne? Што значи чим ја го имам дома мора да е точен одговор. Така е. Fuego. 6 точен одговор за Горанчо и Филип. Честитки или се мангупи ќе се правите 100 еври момент па не го преме здраво на мрч. Слободно, видете што каде, дали продолжуваме понатаму, ајде мислете, имаме време. Ajde, ajde. Favorit je favorit. A? Добро, имате еден. Beko. I taj može Некој друг не najdobri. дај да видиме Беко, да не знам дали ми е... Favorit Panasonic. Како? Pivax. Ајде ви играјте што сте соплачиле толку. Или се 100 евра па... Ajde će prodošli. Ајде што видете, стригата ги прати храбрите, барам ја така, моето искуство во животот е така. Ајде. Ми изгорело, ама. Favorit. Фаворит. Da. Фаворит. 7 точен одговор за Горанче Филип, се поблиску сме до паричната награда од 150 евра. Не ми работи прстот денеска. Чекај. Ете го, бе. Знаете дека треба да го заграм само. Vivax. Vivax. Јас знам Vivax дека клими имаат едни од поквалитетните, но и телевизори. Така е и точен одговор. И уште еден за 150 евра. Кој го кажавте преска? Кажавте некој друг? Beko. Не, Panasonic. некој друг кажавте. Panasonic, ali? Panasonic ли го? Panasonic, ajde. Panasonic? Ајде да видиме Panasonic. Па ги имам Philips. Ете го и Panasonic. 9 точен одговор за 150 евра. Честитки Горанчо, честитки Филип. Čekaj sad. Gore ne pravi. Ајде размислете уште малце. Ако ништо друго, Филип, мисли што ќе купиш на сопругата? Ah, Gore ne ide. Или колку пари ќе кажеш дома дека си оставил? Gore ne ide. Кој? Ај уште еднаш, зборете. Gore ne. sigurno ima, ne može da se откаже, ali ti je. Ostaje se. Gore ne. Абе не знам горење се, дека тоа се сепак како да кажам нели локални брендови наши од тука од овие простори, не знам на светски пазар како котираат, затоа бидете внимателни малце. I od ove drugi veći. Толку марки знаеме сам, ај прочетете вака, кој ги гледате низ продавници? Која ќе влезете? Омилена марка Филип тебе која ти е? Да, техника. Redmi, Nije ti telefoni. Čekaj. telefoni će ti. Гледате, најинтересно има дел од производители на телефони тука, на оваа листа. Само се кои се не можам да кажам. Motorola nema, tada sigurno. Nije. Ajde, Siemens. Posle... Ај земете ги парите.
150 евра, мислам убава сума. Имаме обезбедено учество и за следното издание на листа за 300. Да не биде, гледам дека се мачите, јас со сила како да ветерам, Знаем не сакам уште- ја да бидам после ама не знам крип. што, дали се Да, не знаеме светска, дали да. се... Значи, Сега да ќе ги дознаеме. ќе ги дознаеме. Така, Филип, честитки за освоените 150 евра. Горанчо, честитки, си исплатеше доаѓањето од Прилепа, ако ништо друго сега. Вака, драги гледачи, најпознати брендови на телевизори. Тука ги имаме, овие се сега што ќе ги порочитам најпознатите. Тоа се Sony, Samsung, LG, TCL или TCL, Grundig, Panasonic, Philips, Telefunken, Toshiba, Hisense, Hitachi, Neo, Vivax и Huawei. Тука ги имаме и оние потоа, ќе ги прочитам еве ги Фаворит, Fuego, Hyundai, Insignia, потоа Леве, Мец, Моторола, Nokia, Schneider и исто така Xiaomi или Xiaomi како сакате. Ги има и уште други, но во главном тие се тие. Ете, драги гледачи, видовте како Горанчо и Филип преку 2 добиени лицитации успеа да стигнат тука до главната сцена. На крај беа соочени со темата најпознати брендови на телевизори и успеа да кешираат 150 евра. Како што напоменав преска, она што е најбитно обезбеди учество за следното издание на листа за 300, секако ќе имаат нови противници доколку сакаат да играат за парична награда. Што ќе направат, сите ќе останеме и ќе видиме. Тога зато станете со програмата на телевизија Сител, се извинав. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и не заборавајте, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!